Еве заврши дербинат преварот на второ и трето пласирани две екипи. Господин Транафилов, пред се честитки за победата и веднаш прашање дали се надевавте на ваков успех? Добро, благодарам пред се за честитките и пред се благодарам за убавата публика во Охрид, кој стварно ја бодеше домашната екипа, но ние по квалитет сме далеко подобри од домашната екипа и со фер и спортска игра заслужено победихме. Со тоа има ние още два надпревари тешки, а мислам дека тоа ќе ги добиеме и ќе се спремаме за бараж, за да може да влеземе во Суперлига. Уште еднаш голема благодарност до публиката во спортската сала и која нашата публика дојде од Струмица да работи. Искрено, ја очекувате победава или не? Искрено ја очекуваме. Се спремаме веќе 2 недели за утакмица и мислам дека заслужено ја добива. Ви благодарам за ова интервју и посавам многу успех во евентуалниот бараж. Би сакал да успеете. Благодарам уште еднаш и уште една голема благодарност за публиката и мојот другар господинот Андоновски Горан. Еве заврши еден дерби, јак дерби, надпревар, долго очекуван од охридската публика, најавуван. Очекувавме со право сигурно победа, нормално и така и да се очекува и ова публика која дојде и исполна спортската сала Билјанин Извори. 22 спрема 33, сепак пораз од Зоимак. Господин Доновски, еден кус приказ за ова што измина за надпреварот. Почна почеток, ние кој се оформи во септември, планиравме се такмичиме само во Суперлига. Играчите сите од Охрид дадоа се од себе во текот на оваа сезона. Меѓутоа денес наидовме на еден противник кој драстично се појача во зимскиот прелазен рок. Значи комплетно нова екипа со нов спонзор, играчи кои играат не само на суперлигашки, него што имаат играни на европска сцена како Караиванов, репрезентативец на Македонија, десниот бек Милосавлевиќ е на квалитетна екипа, значи има и доволно замени и пробавме, меѓутоа и сигурно јака финансиска поддршка. Имаат финансиска поддршка и мислам дека е правилно една таква екипа да влезе во Суперлига. Добро е што дојдоа тие во Охрид да решаваат за влез во Суперлига. Ние пробавме се, меѓутоа се поквалитетни. Добро е за нас што стигнавме, ево на крај ќе завршиме ето трети, што оформивме еден клуб со играчи од Охрид и што оформивме на школа со 90 млади деца од трето до 8 деление. Тука е младината. Мислам дека ако се продолжи да се работи во клубот, перспективата за натака, ние планиравме ова година влегаме Суперлига, никогаш јас и во моите изјави тоа не го потенцирав. Се стори таква шанса, Струмица дали се појачаше, може ќе игра минија бараж, меѓутоа подобра екипа, поквалитетна и заслужено ќе игра во баражот и мислам дека ова што го покажа денеска и што го видов јас денес на теренот, лесно ќе помине со Драчево или со кој било клуб од Суперлига. Во секој случај честитки заслужувате и вие и овие играчи, ентузијасти. На почетокот ви нарековме после 17 години без никаква финансиска поддршка, зборувавте дека патики се нема и стигнавте до еден надпревар кој можеше да решава за бараж за Суперлига. Значи, од мене лично, од сите, сигурно и од гледачите, големи честитки за ова што го прикажавте досега и секако сте најпријатно изненадување со оглед на пласманот на табелата во ова прва лига за ова година. Јас не се надевав дека ќе стигнеме до тука, меѓутоа стигнавме. Сега да видиме, да доиграме овие 3 надпревари, мислам ќе му се даде шанса на помладите играчи од школото да поиграат овие надпревари, пошто не се битни. Значи практично нема изгледи за веќе. Нема, мислам дека Струмица со ова екипа нема да изгуби ни еден надпревар. Далеку е најквалитетна во лигата и нема што да размислуваме такво нешто, затоа во последниве 3 кола ќе му даеме шанси на младите играчи да поиграат малку, да осетат теренот, за до година да продолжиме пак кај што застанав. Во секој случај испаднавте и спаѓате херои во овој наш Охрид, така да. Мислам во овие тешки времења да собериш толку публика денес да ве гледат. Јас пак уште еднаш се извинувам на навигачите, може да очекаа поголем отпор од наша страна, меѓутоа колку можевме толку проживме. Меѓутоа и на поразот навивачите се покажаа пред. Точно, тие не пратеа цела година, беа и во Струга. Големи испадна на охридската публика. Сепак јас како тренер стално сум разочаран кога ќе изгубам надпревар, меѓутоа мислам дека се далеку поквалитетни. Можевме, мислам, да пужиме уште поголем отпор, меѓутоа потфрливме малку и во одбрана и во напад. Дали се оптеретивме со важност на надпревар, место Струмица се оптерети ние, меѓутоа тоа е тоа. Пак ќе речам, во нивните редови не само што има интернационалец, него и играчи кои играле за репрезентацијата на Македонија. Вие најдобро ги знаете.
Благодарам Доноски, сакувам на поддршката од ваша страна. понатака успех, клубот ќе обстојува и понатака секако. Па секако дека ќе обстојува, имаме Видеков и школа и продолжуваме да работиме. Пред се и финансите се не. Ето ќе видиме. Благодарам.